Јас накратко би се осврнал на организацијата на прославата по повод 11 ноември, ослободување на градот Куманово. Неколку настани кои што ни се битни, меѓу кои секако ние како Фондација за култура и спорт настанот за мега концертот кој ќе е утре на 10 ноември со почеток во 20 часот. Пред овој настан имаме две изложби, од кои што едната е во Центарот за култура, со почеток во 19 часот. Тоа е изложба на дела од ликовната колонија Карпино во организација на мултимедијалниот центар Карпино. Таа е од 19 и традиционална изложба се разбира. И исто така во 19:30 изложбата на кумановски ликовни уметници. Таа е една традиционална изложба која што преку Друштвото на ликовни уметници на Куманово ДЛУК се одржува уште од далечната 1956 година. Значи таа ќе е во 19:30 часот. Таа е во организација на Националната установа музеј Куманово. Исто битни настани за нас како Фондација за култура и спорт. Битен настан е освен концертот на 15 ноември со почеток во 19 часот. Тоа е изложбата на фотографии од прославата од ослободувањето на градот, нашиот град Куманово. Имаме фотографии кои што се од депото на Националната установа музеј Куманово до историјското одделение. И има доста интересни фотографии, почнувајќи од самиот ден од првото прославување на ослободувањето на нашиот град, па не е лошо да се види таа изложба. Таа ќе биде поставена во салата на Занечискиот дом, а конкретно за мега концертот кој што ќе започне утре во 20 часот за уметничката програма, за музичката програма. Тука е Марио, тој ќе ви даде подетално објаснување по повод овој концерт. Исто така битно е да се каже дека овој концерт е под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Предвидени беа во годишната програма за 2021 година, предвидени беа два концерти. Едниот е на 9, другиот е на 10 како мега концерт. По програмата предвидени се за 10 милион денари кои што ќе бидат потрошени за овој концерт. Меѓутоа битно е да се каже дека 9 ноември требаше да се прави уште еден концерт, меѓутоа одлучивме со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме со ковид и мерките и протоколите што ги има, одлучивме тие средства да не ги трошиме, тие средства ќе останат во буџетот на општина Куманово и со следната седница на Совет ќе има измена во буџетот, со ребаланс на буџетот, тие средства ќе се префрлат за некоја друга ставка.